Добре дојдовте во училница на час по математика во втора година гимназиско образование. Јас сум Драјгица Петкова, професор во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски во Гевгелија и ќе ви ја презентирам наставната единица плоштина и волумен на подсечена пирамида. Формули за плоштина и волумен на подсечена пирамида. Општата формула за плоштина на подсечена пирамида е P е еднакво на B плюс B1 плюс M, каде што B е плоштината на поголемата основа, B1 е плоштината на помалата основа, додека M е плоштината на убивката. А е основен раб на поголемата основа, А1 е основен раб на помалата основа. Х големо е висина на подсечената пирамида, Х мало е апотемата или висина на бочен зид, С е бочниот раб на подсечената пирамида, додека волуменот се пресметува со формулата В е еднакво на Х брз 3 во заграда Б плюс квадратен корен од BB1 плюс B1. Да видиме сега примена на овие формули во задачи. Пример 1. Да се пресмета плоштината и волуменот на правилна подсечена четиристрана пирамида со основни рабови 4 см и 1 см и висина 2 см. Запишуваме А е 4 см, А1 е 1 см, Х големо е 2 см, се бараат плоштината и волуменот. Во примерот 1 се работи за правилна подсечена четиристрана пирамида. Тоа значи дека основите се квадрати. Но на цртежот наликува на ромбови, затоа што подсечената пирамида ја гледаме од некој агол. Но можеме да ги пресметаме плоштините на основите. Б е еднакво на А на квадрат. Ја заменуваме вредноста за основниот раб А, со што за Б добиваме дека е 16 см квадратни. B1 е A1 на квадрат, ја заменуваме вредноста за основниот раб A1, со што добиваме дека B1 е 1 см квадратен. Ги имаме плоштините на двете основи на подсечената пирамида, ја имаме и висината, па можеме да одредиме волумен на истата. Ги заменуваме вредностите во формулата за волумен, така што за волуменот, после средувањето, добиваме дека е 14 см кубни. За да ја одредиме апотемата Х мало, треба да го разгледаме првоаголниот трапез, кај кој што поголемата основа е А половина, помалата е А1 половина. Едниот крак е Х мало, другиот крак е Х големо. Ако од точката И уште еднаш ја спуштиме висината Х големо, добиваме еден првоаголен триаголник со катети Х и Х големо, додека Х мало е хипотенузата. Можеме да ја одредиме катетата Х, која е еднаква на А минус А1 врз 2, така што со замена добиваме дека е 3 половини сантиметри. Со Питагорова теорема можеме да ја одредиме апотемата Х мало на квадрат, која е еднаква на 2 на квадрат плюс 3 половини во загради на квадрат, тоа е 25 врз 4. Само апотемата Х мало е 5 врз 2 сантиметри. За да ја одредиме плоштината на обивката М, уште еднаш ќе го разгледаме цртежот и да кажеме дека обивката е составена од 4 рамнокраки трапези со основи А и А1 и висина, тоа е Х мало. Па М е еднаква на 4 пати плоштина на трапез, која ќе ги замениме вредностите, за М добиваме дека е 25 см квадратни. Ги имаме потребните податоци за да пресметаме плоштина на подсечената пирамида, заменуваме и добиваме дека плоштината на подсечената пирамида е 42 см квадратни. Пример 2. Основните рабови на правилна подсечена тристрана пирамида се 18 см и 6 см и бочен раб 10 см. Да се пресмета волуменот на подсечената пирамида. Запишуваме дека А е 18 см, А1 е 6 см, С е 10 см. Се бара волуменот. Во примерот 2 се работи за правилна подсечена тристрана пирамида, тоа значи дека основите се рамнострани триаголници и можеме да ги најдеме нивните плоштини.
b ќе биде еднакво на a на квадрат по квадратен корен од 3 врз 4. Заменуваме со што добиваме дека за плоштината на поголемата основа е 81 по квадратен корен од 3 сантиметри квадратни. На сличен начин ја наоѓаме плоштината на помалата основа, со што го заменуваме основниот драг А1, така што за плоштината на помалата основа добиваме дека е 9 по квадратен корен од 3 сантиметри квадратни. Ако подножието на висината го поврземе со подножието на бочниот трап, се добива радиус на опишана кружница кај рамностран триаголник, кој што може да се одреди според формулата R големо е еднакво на A по квадратен корен од 3 врз 3. Со заменување на основниот трап, за R големо добиваме дека е 6 по квадратен корен од 3 сантиметри. На сличен начин одредуваме R1, тоа е A1 по квадратен корен од 3 врз 3. Со замена на вредноста за A1 добиваме дека R1 е 2 по квадратен корен од 3 сантиметри. Радиусите на опишаните кружници ни треба за да одредиме висина на подсечената пирамида со помош на овој првоаголен трапез кој што дополнително ќе го разгледаме уште еднаш. Кај овој првоаголен трапез, поголемата основа е R големо, помалата основа е R1. S е едниот крак, H големо е другиот крак. Кога од точката B1 повторно се спушти висината, се добива еден првоаголен триаголник со катети X и H големо и хипотенуза S. Можеме да го одредиме делот X, т.е. катетата X, ќе биде еднаква на R големо минус R1 големо. Заменуваме и добиваме дека е 4 по квадратен корен од 3 сантиметри. Со Питагорова теорема одредуваме висината, т.е. H на квадрат ќе биде еднакво на S на квадрат минус X на квадрат. Заменуваме така што за H на квадрат после средувањето добиваме дека е 52. Само H ќе биде квадратен корен од 52. Овој корен не е во нормален вид, но бројот 52 го разложуваме како 4 по 13. А кога од тоа ќе побараме квадратен корен, добиваме 2 по квадратен корен од 13 сантиметри. Можеме сега да замениме во волуменот, да ги замениме висината H и плоштините B и B1, така што во оваа замена можеме да ги собереме првиот и третиот собирок и ќе добиеме 90 по квадратен корен од 3, тоа волуменот ќе биде еднакво на 2 по квадратен корен од 13 врз 3. Во заграда, собрани првиот и третиот собирок е 90 по квадратен корен од 3 плюс. Сега вториот собирок, да го разгледаме, имаме квадратен корен од 81, тоа е 9, квадратен корен од 9, тоа е 3, додека овој број корен од 3 е добиен на следниот начин. Квадратен корен од 3 по квадратен корен од 3, тоа е квадратен корен од 9 или само 3, па кога ќе го пресметаме и на дворешниот корен, ќе даде квадратен корен од 3. После собирањето, средувањето за волуменот добиваме дека е еднаков на 78 по квадратен корен од 39 сантиметри кубни. Подсечената пирамида ја среќаваме во секојдневното живење. Например, стадионот има форма на четиристрана подсечена пирамида со основа првоаголник или пак скалести делови од поплочено речно корито и така натаму. Исто така и во секојдневното живење среќаваме предмети што имаат облик на подсечена пирамида. Ви благодарам за вниманието.